Што ќе биде со случајот Монструм? Ова прашање се поставува откако бомбите веќе нема да бидат доказ во судскиот процес за петкратното убиство кај Смилковското езеро, што е предвидено со новата законска регулатива, според која прислушуваните разговори ќе бидат индиции, но не и докази за обвиненија покренати по 30 јуни 2017 година. Токму бомбите беа причина СЈО да го побара овој случај во своја надлежност, а Врховниот суд да ја поништи првичната пресуда, со која 6 лица беа осудени на доживотна казна затвор. Адвокатката на семејствата на убиените, Дафинка Ивановска, смета дека ново настанатата ситуација ќе има одредено влијание врз овој процес, но вели дека без оглед на се, постојат и други докази кои ќе ги предложи СЈО во овој процес. Таа за Алфа порачува дека не треба да се игра со душевната состојба на семејствата на жртвите од Смилковско езеро, бидејќи овој процес веќе траел предолго. Сметам јас дека можеби ќе има некое влијание, меѓутоа со оглед на тоа дека досега и специјалното јавно обвинителство не презентираше кои се докази, нели имаат редослед на предлагање на доказите, меѓутоа со оглед на тоа дека постојат и многу други докази, сметам дека ќе го продолжи процесот затоа што сепак долго време се одвива овој процес, веќе 7 години, и по трет пат да има нешто ново, изведување на докази сепак не би било фер, а да не зборуваме за состојбата, душевното страдање на оштетените, на семејствата, па и на целокупната македонска јавност. Одговарајќи на новинарско прашање за Монструм, премиерот Зоран Заев се префрли на сосем друга тема, не откривајќи ништо конкретно, како новиот закон ќе влијае врз овој случај, иако во минатото токму тој тврдеше дека во бомбите била вистината за Смилковското езеро. Целиот процес со одредени докази беше вратен веројатно со одлука на органите на правосудството повторно и процесот тече. Самите докази кои што ги имат како причина за враќање и сите нови докази обезбедени се постапка која што трае. 100% тоа што го поседувавме го предадовме. И некаде предизвика импликации, некаде сме мислиле дека тоа ќе донесе до одговорност, а не донело. Ги кажуваме, ќе ве потсетам на една бомба, тоа беше како се сечат во организирана форма телефоните на СДСМ за време на избори. Истражи органите и видоа дека тоа практично не се случило. Било само разговор, намера, но не се случило, нема кривично дело. Во овој процес со првичната пресуда, која подоцна беше поништена на доживотна казна затвор за тероризам, беа осудени Агим Исмаиловиќ, Фейзија Зири, Хакија Зири, Сами Љута, како и Африм Исмаиловиќ и Алил Демири, кои се во бегство во Косово и се недостапни за органите.